Примерот за наставната содржина систем равенки од видот a по x на квадрат плюс b по x плюс c еднакво на y и e по x плюс f по y еднакво на d е следниот. Овој систем е систем од првата равенка на парабола и втората равенка на права. Коефициентите со помош на апликацијата GeoGebra ги внесуваме како лизгач и тоа во интервал од минус 10 до 10 и чекор 1 тоа се коефициентите А, Б и С за равенката на параболата, односно коефициентите К и Н за равенката на правата. Во интервал од минус 10 до 10, чекор 1 и овие броеви ги подредуваме едно под друго. Потоа ја пишуваме равенката на параболата y е еднакво на a по x на квадрат плюс b по x плюс c. И равенката на правата y е еднакво на k по x плюс n. Пресек на правата и параболата нека биде точката S, која што ни е еднаква на преку наредба пресек и тоа овдека ни се означени како D и E. Да го прикажеме името, значи во карактеристики да се прикаже името. Две точки се затоа што пресекот на парабола и права може да биде во две точки, во една, како во нашиот случај, или може правата и параболата да немаат заеднички точки. Кога сме кај параболата, значи да ја означиме со црвена боја и дебелина 6, правата исто така дебелина 6 и сина боја. Параметрите А, Б и С се од параболата и затоа на сите им доделуваме црвена боја, а параметрите К и Н се од правата и тие се со сина боја. И нека биде со дебелина 6. Го прикажуваме текстот преку алатката за вметнување на текст и тоа равенка на парабола
односно равенка направа ги поставуваме на ова место, а после тоа внесуваме текст решение на системот и тоа точките S1 со координати x1, y1 и S2 со координати x2, y2. Сакаме да ни ги прикаже x1 е еднакво на x от S1 односно y1 е еднакво на y от S1. Потоа ги внесуваме координатите за x2, тоа е координатата x от точката S2 и y2, тоа е координатата y от точката S2. Значи ги доведуваме x2 и y2 и ги на крај ги подесуваме параметрите на овие објекти. Ги оддалечуваме за да не дојде до преклопување на ознаките и потоа ги фиксираме. На крај, преку овој пример и лизгачите, кои што ни се променливи броеви, да ги согледаме решенијата на задачите од оваа наставна содржина. Малку само го поместуваме графикот налево и потоа од задача 1 ги поставуваме коефициентите на параболата А еднакво на минус 2, Б еднакво на 0 и С еднакво на 3. И коефициентите на правата К еднакво на минус 1 и N еднакво на 2. Самата апликација ни ги дава веднаш решенијата на точките S1 со координати минус 0,5 и 2,5 и S2 со координати 1,1, односно правата и параболата имаат две пресечни точки
и системот има две решенија. Во втората задача ги поставуваме параметрите на параболата А е еднакво на 2, Б е повторно 0 и С е 2. А. Коефициентите на правата К е 4 и N е 0. Гледаме дека сега параболата и правата имаат само една заедничка точка, односно правата ја допира параболата во точката 1, 4. И решението на задача 3 ќе го добиеме кога ги поставиме параметрите за коефициентите А е еднакво на минус 2, Б е еднакво на 1 и С е еднакво на 1 и коефициентите на правата К е еднакво на минус 1 и N е еднакво на 5. Во овој случај гледаме дека апликацијата ни кажува дека x1, y1, x2, y2 се недефинирани, односно правата и параболата немаат заеднички точки и во овој случај системот нема решение. Од сето ова можеме да изведеме дека правата може да ја сече параболата во две точки, тогаш системот има две решенија, во една точка системот има едно решение, или правата и параболата да немаат заеднички точки, системот нема решение.